Тоа за синдикатот значи дека моментално дека веќе четврти месец синдикатот на полиција во Македонија не му се сопира воопшто членарина. Значи да повторам да стане јасно за гледачите или за јавноста дека постоеше неколку месечно сопирање на членарина од страна на Министерството на внатрешни работи, одредба што согласно Законот за работни односи има во Законот за работни односи и Министерството е должно да овозможи нормални услови за работа и за функционирање од синдикатот, но првиот ден по доаѓањето на министрот Оливер Спасовски на позицијата министер, истиот ден изготвено решение каде што од страна на министерството се забранува сопирање на синдикална членарина за членовите на синдикатот на полиција во Македонија. Значи вака сега пак ќе кажам, значи најверојатно генералниот секретар на Министерството за внатрешни работи во поглед на синдикалното движење на Министерството за внатрешни работи најверојатно не се познати. Значи и понатаму ќе нагласам дека штетата што правната служба ја прави кон синдикатот на полиција во Македонија е огромна и со наведениот одговор буквално се забранува функционирање на друг синдикат во Министерството за внатрешни работи, односно со тој одговор државниот секретар кажува дека единствен синдикат кој што функционира, треба да функционира во рамките на Министерството за внатрешни работи е Македонскиот полициски синдикат. Тоа е окей, тоа не е спорно. Спорно е на работа што најверојатно на државниот секретар најверојатно не е познато, од кои причини не знам, дека во рамките на Министерството за внатрешни работи веќе четврта година, веќе пета година функционира нормално вториот синдикат во Министерството за внатрешни работи, тоа е независен синдикат на полицијата. Тоа што јавноста и вие како портал треба да го знаете е тоа што во 2016 година министерот Спасовски во својство на министер за време на техничка влада подпиша истиот таков договор со тој синдикат за запирање на синдикална членарина со независниот синдикат на ваквото договор што моментално он го спори, што го подпиша претходниот министер Наке Чулев моментално со нас како синдикат. Се поставува едно прашање. Кој е во право? Дали тој министер Оливер Спасовски во 2016 година што само он го подпиша, нели, договорот за сопирање синдикална членарина само со независен синдикат на полицијата, или е овој министер Оливер Спасовски од 2020 година кај што го спори истото тоа што идентично го направил во 2016 година. Значи, на независниот синдикат на полицијата им се сопира членарина, кај нив се регуларно? Так. Вие на вашиот синдикат не. Така, значи спорниот договор моментално што нас ни го спори. Се сопира на вториот, зошто не би се сопирала и сопирала членарина и на третиот? Видете, тоа е прашање што треба некој да го одговори и да му се постави на надлежните институции, најверојатно на министерот, најверојатно на премиерот. Значи договорот што нас ни е спорен, што нас ни го спори во Министерството, не е ништо поразлично од договорот што беше подпишан од 2016 година. Значи тој е исти, идентичен договор за сопирање на синдикална членарина. Од кои причини? Министерството функционира и му запира синдикална членарина на тој синдикат кој што они тврдат дека не е репрезентативен, иако законот го кажува поинаку тоа, а од кои причини нас ни го спори моментално сегашниот министер договорот, тоа е прашање кај што најверојатно вие како новинари, како портал треба да го поставите на друго место и на друга локација.